главата си велев, че ја постигнам, че работам, че ја развивам, че ја направам прехранбена индустрија. Кога ќе се спомне витаминка, прва асоциација ми е топлина, сигурност или втор дом. Познатиот стови флипс, црвено пакување, бомбоните Витко и Пецко. Вкусот се уште го паметам, бидејќи беше неверојатно. Витаминка е сувенирот што сите го купуваме од Македонија. брендот Витаминка се гради со своји раце. Успехот не доаѓа преку ноќ. Тој се гради долго и со визија која се пренесува од колено на колено. 70 години се повеќе од историја. Тие се жив завет и занает, негуван 7 децении од 3 генерации. И јас во животот знаев дека имам 3 деца и една сопруга со кои се гордеат и за кои не сакам ништо блакно да падне за нив. Едното е синот Сашо, другиот черката Наташа, третото е Витаминка. За некого Витаминка е само домашна фабрика. За нас таа е нешто многу посуштинско. Таа е семејство, заедница поставена на цврсти, честни темели. Бренд, изграден од луѓе. Добре дојдовте во Витаминка. За мене Витаминка е сувенирот што сите го купуваме од Македонија. Тоа би рекол дека е најреномираната компанија во кондиторската индустрија во Република Македонија, а една од најреномираните во регионот. Кога ќе се спомне витаминка, прва асоциација ми е херојство, прилеп, на тоа ме асоцира витаминка. Мојата прва асоциација кога ќе се спомне витаминка е традиција и квалитет. Како прва асоциација која ми паѓа на памет кога ќе се спомне витаминка е топлина, сигурност или втор дом. Кога ќе се спомне витаминка, моја прва асоциација е квалитет, безбедност на прехранбени производи и широко портфолио на производи. Стоби флипс, црвени пакувања, рафт во продавница, нареден со голем број на македонски производи, препознатливи витаминкини производи. Кога ќе се спомне витаминка, мојата прва асоциација е свет на вкусови, секојдневие, во секој дом, производи кои што се наоѓаат на секоја трпеза, препознатлив бренд кој се гради со години. Горди сме кога партнерите зборуваат со пиетет кон нас и нашите производи, без разлика дали се работи за голема мултинационална компанија или некој мал локален дистрибутер. Тие мали нешта навистина се мојата најголема професионална сатисфакција. Мирисот на свежо произведен флипс е мирисот на моето детство и тинеџерските години. Витаминка беше местото каде татко ми поминуваше многу време, но и повеќе од тоа, па јас ја доживувам витаминка како дел од нашето семејство. Секој голем пат започнува со храбар чекор. Првата генерација ги постави темелите. Со силна визија, со чесен труд и со верба во македонскиот производ. Но вистинската вредност и улога на тие темели се гледа кога семејството продолжува да расте. Вистинското мајсторство лежи во создавањето на трајна вредност. Од почетокот кога влегов во фабрикава, поминати се ишва околу 52 години, сега во јули, сепак се сеќавам на тие моменти кога влегов. Дојдов овдека, хаос најдев. Мислев дека идам во некаква средена состојба, пошто ништо не знаев за фабриката за црвен пипер, витаминка. Дојдов што ќе видам. Растор, систем комплет. Буквално немам мозок, не знаев што направи, почнав да шетам низ поле, да мислам што. Или да се повлечам, или да останам. Накрај реков, страмна работа е да се повлечиш. Година и пол, јас
не знаев што да правам. И ги барав патиштата ке да тргнам. Што сакаш ти од тоа да постигнеш? Во главата си велев, че ја постигнам, че работам, че ја развивам, че ја направам прехранбена индустрија. И почнаме ние да правиме флипс и дегустациите на флипсот за квалитет, облик, вкус, кирит и што ти не, дома со сопругата и двете деца, Сашо и Наташа. Тие дегустациона комисија дома ми беа. Дали ќе го јадиш во Македонија, во Прилеп, или ќе го јадиш Мариово, или ќе го јадиш во Нов Зеланд, или Австралија, или Перу, или во Америка, или во Германија. Ти ќе јадеш исти производ, како да пиеш Кока-кола во светот. Исти квалитет, во секое време, исти вкус, иста боја. Не останавме на флипс. Флипсот се тераше, ние продолжиме на маса други производи. Од глава, заедно со раководниот тим кој имав околу мене, слуша стално се, работеат зверски и тие. Нашата концепција стално беше развива фабриката со производи, со врвен квалитет, а со просечна продајна цена. Јас така сум ја гледал и денеска така ја гледам. И денеска тоа истото му го пренесело на внуциве кои се тук. Јас припаѓам на генерација која верува во иновации, дигитализација и одржливост. Витаминка денес е модерна, европска компанија со врвна технологија. Нашите инвестиции во новиот автоматизиран погон за флипс, како и во несовремената линија за кекси и мафини, не е само вложување во капацитет, туку се доказ за нашата амбиција да понудиме светски квалитет создаден дома. Додека растев, бев сведок како брендот Витаминка се гради со своји раце. Учев многу лекции, бев воспитуван во духот на поштеноста, но една најважна лекција која остана до ден денеска во мојот живот е да не заборавам од каде сум почнал и да ги почитувам секој вработен како мој најблизок соработник. Да се застане на чело на Витаминка беше голема доверба која ми се даде во тој момент, но големата доверба носи уште поголеми одговорности. Многумина ме прашуваат која беше вашата најтешка одлука, дали купувањето на брилијант или инвестициите во милиони, во нови машини, во нови линии, во нови производи. Најголемите одлуки се секојдневни. Најголемите одлуки се носат во секој момент, но мора да се донесат во право време. Не смеат да чекаат понатака затоа што компанијата не смее да застане. Со огромна одговорност и храбри инвестиции градена е модерна Витаминка. Денес прерасната во стабилен индустријски столб во Македонија. За пазарот ние сме лидер во индустријата. За нашиот народ ние сме традиција. Ние сме семејство и дом. Сето ова ме научи дека бизнесот не се само бројки, туку се тоа емоции и грижа за се што се создава во нашата компанија. Растејќи од прва рака, осознав дека жената има голема улога во производствениот процес на нашата компанија и осознав дека во овие изминати 70 години жените одиграле голема улога во создавање на тие вредности, но и со својата одговорност, организација и прецизност на своето работно место. Ова прашање на некој начин ме враќа во предучилишните денови, кога заедно со другарчињата од градинка ја посетивме Витаминка како фабрика. И се сеќавам дека тогаш ни дадоа бомбони со вкус на пеперминт и портокал и стоби флипс. Вкусот се уште го паметам, бидејќи беше неверојатно да се вкуси нешто директно од линија. Пробав продукт кога бев многу мала, тоа беа бомбоните Витко и Пецко. И се сеќавам дека ги отворав и наеднаш сите парчиња ги јадев и тогаш ме караа домашните дека не треба толку бомбони наеднаш да изедам, ама тие беа првите производи. Прв продукт на Витаминка ми бил стоби флипс, мислам, како и на сите од нашата генерација. Бев дете, не знам точно колку години, може би 5-6 по 90-тите. Витакрем беше првиот производ и стоби флипс. Прв пат сум пробала продукт од Витаминка, кога не бев од тимот на Витаминка, како дете со првиот производ на Витаминка, стоби флипс. Не би можел да се сетам, но
уште од раното детство познатиот Стови флипс црвено пакување, малиот Вита крем во пластично мало пакување од 50 грама. Се сеќавам, јас сум од онаа генерација од Титова Југославија, која пробала повеќе производи од витаминка. Меѓутоа, со особено сакам да го истакнам значењето на дафинката, која со нетрпение очекувавме пред вестите да почне и да ја видиме рекламата каде што капачињата на тенџерината летаа во воздух. Деловното искуство собрано низ годините, вредностите кои се сршта на бизнисот и мотивот на новите генерации работат во еден единствен ритам. Постојано претворајќи ги визионерските идеи во нови, моќни фабрички капацитети. Преку работната филозофија на татко ми, која ја создал пред многу години, како во компанијата, така и пошироко во општеството, продолжив да работам и јас во тој правец, односно да витаминка функционира како систем составен од многу тимови и да не зависи од еден човек. И затоа витаминка е успешна компанија. Денеска можам да се пофалам дека со мојот тим донесовме исправни одлуки за да витаминка ја трансформираме од локален лидер во меѓународен играч. Ali јас сум горд што ја поставија да работи и функционира со 6-17 погоди денеска витаминка функционира. И тука нема да застанеме. Модернизацијата за нас значи и одговорност. Денес, повеќе од било кога, сме фокусирани на ESG практиките и одржливиот развој, затоа што веруваме дека вистинскиот успех се мери и преку грижата за заедницата и животната средина. Сепак, и покрај целата технологија и технолошки напредок, нашата ДНК останува иста. Вредностите што се пренесуваат од генерација на генерација, кои ги научив од дома, а најважната лекција, квалитетот не трпи компромиси. Мојата одговорност и аманет е да се вложам во оперативното водење на витаминка во иднината, чувајки го она што не прави уникатни, нашата автентичност, грижата према вработените и љубовта кон она што го работиме. И ова е само почеток.